Поминаа 14 дена од катастрофата во кој што згасна повеќе од 22 човечки животи и уште 6 се водат за исчезнати. Дополнително, нанесена е огромна материјална штета на населението во населените места околу Скопје. Стајковци, Сингалич, Економија, Инџиково, Срешево, Виниче, Смилковци, Страчници и Брњаци. Невремето не можеше да се спречи, но огромниот број на човечки жртви сигурно да. Силното невреме не може да биде оправдување за потврдување на институциите што се платени од народните пари за превенција и исправување во вакви состојби. Дирекцијата за заштита и спасување, начело со директорот Шабан Салиев, и Центарот за управување со кризи начело со Сузана Салиев, во кој се вработени околу 600 вработени, до денеска не одговорија дали има и дали е спроведена постапка за реализација на план за заштита, спасување и евакуација предвидена во вакви катастрофи. Непостоење на никаква координација во првите 3 дена од катастрофата доведе до поголем хаос на терен, се додека не се вклучи армијата и КФОР. Со денови граѓаните беа оставени сами на себе. Се уште нема одговор на прашањето што има превземено Агенцијата за хидрометеорологија во вакви состојби. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, очигледно ги заборави жителите, а ја заборали поплавата на Стајковци во 2009 година на истото место, но тогаш во помали размери. Трајановски не ги превзеде мерките за одржување на обводниот канал за одводнување. Граѓаните не се сеќаваат кога последен пат е исчистен каналот на потекот од Камник, Сингилич, Стајковци, Брњаци и Арачиново. Несредените речни корита на водотеците од Скопска Црна Гора, кои доаѓаат од Раштак, Булашани, Срешево и Виниче, Страчници и Брњаци до денеска не се средени, иако е собственост на Република Македонија, поточно на Агенцијата за водостопанство. Во нивна регулација не е вложен ни денар во последните 10 години. Ерозијата на Скопска Црна Гора, предизвикана од сечењето на дрвната маса, во последните 8 години со незапамтени размери, како и непревземањето на никакви мерки против сторителите, си го направија своето. Агенцијата за регионални и магистрални патишта, како да го има заборавено претходните случувања од пред 7 години на потекот Смилковци, Стајковци и Клучката Арачиново, и нема превзено мерки за собирање и одводнување на водите што доаѓаат од Скопска Црна Гора. Градоначалникот на општина Газјебава, Тони Трајковски, извршувајќи го вториот мандат во населените места Раштак, Булашани, Срешево и Виниче, не само што ништо не превземе, туку дозволи локалната фекална канализација да завршува во речните корита, истите да представуваат депонија и извор на зараза. Моралната одговорност мора да постои, но овде има и простор за кривична одговорност. Наместо да се решат потребите на граѓаните од овие населени места, во инфраструктурата, водоснабдувањето, патиштата, канализациите, владата на ВМРО ДПМН и нивните градоначалници се грижат само за тендерите од панорамските тркала, градските плажи, споменици. За сите овие пропусти на надлежните институции одговорност мора да има. Социјалдемократскиот сојуз уште првиот ден е на терен помагајќи на граѓаните. Со своите волонтери, механизација и опрема, помогна во сите населени места за решавање на последиците од оваа катастрофа. Катастрофите не бираат ниту селектираат села, нации, вероисповест или политичка пределба, а последиците се поднетакви за сите. Граѓаните од погодените подршја мора и најитно во целост да бидат обештетени. Вистинското обештетување на граѓаните доаѓа по демократските промени.